Почитувани медиуми, добар ден на уште една редовна пресконференција во Стопанската комора на Македонија. Како што гледате, темата на денешната пресконференција е актуелните состојби и предизвици во текстилната и кожарската индустрија. И за таа цел на пресконференцијата ќе говори претседателот на Сдруженијето на текстилната и кожарската индустрија по Стопанската комора на Северна Македонија, господинот Ангел Димитров. Веднаш му давам збор на господинот Димитров, повелете, пошто ќе следуваат и новинарските прашања. Благодарам. Денес сакаме да ја прикажеме актуелната состојба во текстилната индустрија и кожарска индустрија во Република Македонија и да пратиме одреден апел до политичарите за поголема ажурност и одговорност за овие состојби и за идното решавање на овие проблеми во Републикава. Дека текстилната индустрија се уште е значајна гранка за оваа држава, зборуваат податоците статистички за индустријско производство, каде учествува со 12,82% од однос на вкупното индустријско производство, вработува околу 37.000 работници и учествува со над 10% од вкупниот извоз на Република Северна Македонија. Но бројките споредени со претходниот период покажуваат дека има одреден пат и тоа пат кој беше и од порано од 2015 година, но сега заради проблемите предизвикани и од COVID-19, тој пат е позначителен. Така да индустријата на облека и текстил во 2020 година во однос на 2019 година има намалување на индустријско производство за 14%. И тој пат, да речеме, во јануари 2021 во однос на јануари 2020 е дури за 21,3%, што зборува дека далеку сме од состојба дека проблемите предизвикани од COVID-19 во текстилот се решени, туку од јануари наваму имаме значително влошување на таа состојба и потоа ќе објаснам зашто станува збор. Другиот податок е дека јануари 2021 година во однос на просекот 2015 година на индустријско производство во овие сектори е намален дури за 31,2%. Тоа истото се рефлектира и на намалениот извоз, така да овие две гранки, текстил, облека и кожарски производи, во 2020 година имаат остварен извоз намален за 493 милиони евра или за 10,6% помалку во споредба со претходната година. Истите состојби се рефлектираат и на бројот на вработените, така да јануари 2021 година во однос на јануари 2020 година во секторот облека има намалување за 5,4%, а ако ги земеме податоците јануари 2021 со просекот 2015 година, во текстилната индустрија, тоест индустријата на облека, која е многу позначителна во однос на текстилот, е 25,1%, а во кожарската индустрија катастрофални 55,4%. Значи, од просекот 2015 до јануари 2021 година, бројот на работници во кожарска индустрија во Македонија намале за повеќе од 50%. Што е најновото што се случува во однос на COVID кризата? Факт е дека овие две гранки изгубија две производни сезони и продажни сезони во 2020 година. Знаете дека вирусот се појави кај нас некаде на средината на март 2020 година, но исто така во истиот период беа затворени сите малопродажни објекти и кај нашите најголеми трговски партнери во прв ред Германија, а потоа и во Англија, Италија и другите европски држави. Тоа значи, тогаш требаше веќе да се продава летната сезона, пролет-лето 2020 година, која останала во магазините. За жал, мислевме дека ова ќе се реши некаде до средината, до летото, и некои од здравствените власти убедува дека со појава на повеќе сонце, дека ќе се реши кризата, но таа продолжи, имавме еден друг пик во октомври, ноември, што значи и сезоната есен-зима 2020 се изгуби. На тој начин имаме две производни сезони кои останаа во магазините. Нашите трговски партнери веќе немаат каде да ги соберат готовите производи кои ние ги испорачуваме. Затоа ангажираат дополнителни магазини и плаќаат дополнителни трошоци, а дел од стоката стои кај нас, по нашите ходници, по нашите магазини и во одредени магазини во Македонија, каде што нормално се плаќа помала закупнина од колку што се плаќа во Германија. Овие актуелни состојби предизвика од јануари понаваму да скоро да запре производството на текстил. Со исклучок на производството за
работна облека, модните производи скоро да запреа. Голем број наши професии немаат работа или работа со многу мали капацитети и тоа предизвикува голема разочарување и неизвестност за идната судбина. Бидејќи се уште гледаме дека во една Германија бројот на вакцините е многу мал, значи процентот на вакцинирани се уште е многу мал, бројот на заразени секојдневно расте, со одредени мали намалувања во регионите кај што имаме бројот на заразени на 100.000 да се движи помалку од 50 луѓе на 100.000. Ова предизвикува кај нашите компании не само финански пат, туку и прашање на нивниот опстанок. Единствено светло го гледаат во веќе најавениот закон за финанска поддршка на компаниите, со тоа што како што беше најавен законот за февруари и март, ако ги добијат финанска помош за исплата на плати, тие ќе ги задржат вработените. Во спротивно, за овие 2 месеца мислам дека огромен процент од вработените во текстилна индустрија ќе останат на улица и ќе се случи катастрофална состојба. Наместо тие вработени да ги полнат буџетот и фондовите за пензиско, за здравство, тие ќе останат као невработени во Агенцијата за вработување, ќе користат финанска помош, а потоа ќе станат и социјални случаи. Затоа повикувам до пратениците на Република Македонија и на власта, и на опозицијата, и на независни, ако некој ги има, да речам слободоумни, да размислуваат повеќе за овие состојби и партискиот интерес да не го стават на прво место, туку на прво место го стават интересот на државата, на економијата и на граѓаните. Јас сум информиран дека е закажана седница за 23 март, каде е на дневен ред ставена Законот за финанска поддршка за исплата на плати и другите закони од 5-тиот сет на мерки за поддршка на стопанството. И бидејќи се работи веќе за каснење, бидејќи компаниите согласно законот за исплата на плати веќе до 15 март мораше да ги исплатат платите за февруари, неопходно е во преодни завршни одредби на овој закон да се предвидат одредби со кои ќе се одложат роковите за поднасање на барањата за финанска помош и за поднесување на исправка на МПИ на образецот за февруари 2021 година, за да може да компаниите конкурираат и се одобри и ги добиват неопходната финанска поддршка. Се надевам дека ова ќе го имат во предвид, затоа што навистина сите рокови се пребиени и уште еднаш повикувам до сите пратеници на Република Македонија, барем за вакви важни прашања, каде што не треба да има партиски интереси, треба да покажат заедништво и заедно да ги донесат овие мерки кои ќе бидат од интерес на сите граѓани на Република Македонија. Ви благодарам, господине Димитров. Доколку кај медиумите имаме прашања, повелете со прашање. Дали може прашање? Повелете. Да, може Наташа повели. Значи, споменавте дека ќе дојде до неминовни отпуштања. За колкава бројка отпуштања би станувало збор? Колку во моментот има вработени во текстилната индустрија и кои се прогнозите со оглед на тоа дека нема нарачки? За жал, прогнозите се многу лоши. Значи, некои компании воопшто не работат, а некои работат со многу мал капацитет. Ова значи дека може да дојде и до 20% од овие компании да ги отпуштат вработените. Утру разговарав со една ваша колешка и реков дека ако се изгласа законот, компаниите кои сакаат да конкурираат Извинувам само малку, господине Димитров, ситно Наташа исклучете камерата, гласот ќе побрзи одговорот. Значи, компаниите кои имаат напуштени работници ќе можат пред да го поднесат барањето за имплементација на мерката, тоеш барањето за да се одобри од страната на УЈП финанската помош, ќе може да ги вратат вработените, значи повторно да ги вработат, за да можат да го исполнат условот не намалување на број на работници. Ова слично се случи со хотелиерството, кои беа ангажирале работници во текот на летната сезона, времено, значи јули, август, септември, а потоа за да конкурираат во октомври мораше да ги вратат тие веќе работници кои ги беа земале на определено време од 3 месеца. Вашата колешка ме праша нели е тоа изигрување на законот.
А мојот одговор е дека во секој случај подобро е да се вратат тие луѓе повторно на работа и да допринесуваат и на стопанството, но и за себе си, и да полнат придонесите, него да останат на улица. Така да мислам не е никаков греф, за да можат и компании пред поднесување на барањето да ги вратат тие работници, што за овој период има компании кои ги напуштиле работниците. Благодарам. Дали има други прашања? Само кратко, колку вработени има во текстилната индустрија во моментот? И колку до сега остана без работа? 5% во бројки, колку би значило тоа? Па видите, статистички податоци малку се нелогични. Од една страна, во базата на статистика од анкетата на работна сила покажува дека во текстилната индустрија работат 37.000 луѓе. Од друга страна, статистичкото истражување на број на работници преку Агенција за вработување покажува дека имаме околу 5% за една година изгубено број на работници. Мислам дека овие две истражувања секогаш покажуваат различни резултати, затоа што едното е на база на анкета, а друго е на база на МПИН пријавите што ги поднесуваат компаниите. Мислам дека лани не повеќе од 3000 луѓе ги изгубија работните места во текстилот, затоа што во еден период работеа работна облека или работеа маски, заштитни маски, но овој период сега од јануари намо е катастрофален, баш поради ситуацијата што е опишана, значи воопшто не може да се испорачува стока за извоз, така да може бројот на луѓето што ќе останат без работа, ако не се добие финансиска помош, да биде многократно поголем. Тоа значи дека може да се случи и до 20% од овој број на работници да останат без работа.